Почитувани, добро утро и од мене, добар ден, за кој како, кога ја гледа емисијата. Денеска утринава во Слободен печат во студиото имаме доста интересен гостин од сферата на безбедноста, надворешната политика и познавање на политичките констелации во регионот, односно во државите во опкружувањето. Со мене, односно до мене во студиото е мојот драг колега и воен аналитичар и новинар пред се, господинот Александар Радич. Александар, добро утро. Добро утро ваши гледалцима, добро утро вама. Добро утро и добро дојдовте во Слободен печат. Вие изминатата недела бевте во Скопје, претпоставувам не ви е прв пат да доаѓате овде во македонската престолнина. Па еве на самиот почеток да ве прашам кој беше поводот за вашето доаѓање изминатиот викенд во Скопје? Лепо е кад се допути у Скопје, кад се доđe sa strane, znate kad živite u svom gradu, onda znate imate probleme svakodnevne poslove, ovako kad sam došao u goste u Skopje je drugačiji osjećaj, ja došao sam po poslu na području bivše Jugoslavije, Balkanska bezbjednosna mreža, organizacija za koju radim, priređuje niz predavanja na kojima su prisutni uglavnom ljudi koji su profesionalci bezbjednosnog i vojnog sistema na temu modernizacija naoružanja. Naime, zemlje na prostoru bivše Jugoslavije vole da se diče savremenim momentom, većina su članice NATO, ali najveći dio naoružanja je zapravo nasleđe perioda bivše Jugoslavije. Ostalo je sačuvano ono što je proizvedeno 1980. godina i veliki ovo je pitanje s jedne strane modernizacija i tehničko zanavljanje tih sredstava, a s druge strane i u skladu sa činjenicom da recimo armija Severne Makedonije u NATO, kako se onda prilagoditi standardima. Ima jedan težak izraz interoperabilnost koji se koristi kad se govori i definiše potreba da se sredstva učine uniformnima u okviru NATO. A to podrazumijeva promjenu kalibra, tradicionalnu promjenu sa starog dobrog 7,62 puta 39 na 5,56 puta 45. A onda idemo dalje. НАТО стандардите. Уште малку би се задржал на конференцијата која од големо значење беше општо и за Македонија како домаќин, меѓутоа да истакнеме дека еден од организаторите беше и State Departmentот заедно со Балканската безбедносна мрежа во која што вие активно пишувате. Заклучоците од онаа конференција, од делот каде што ја присуствував, одеа од различни теми, како што споменавте, од профилерација на конвенционалното оружје преку модернизација на армиите, се зборуваше за дезинформациите на Балканот, но и за оние предизвици од Блискиот Исток, па и зборите што не очекуваат во САД, како ќе ги постават работите на геополитичката карта. Што беа главниот заклучок, што може да кажеме, што кажа безбедносните експерти, со што може да го завршија овој настан? Безбеден ли е регионот, безбедна ли е Европа или како стојат работи? Европа не е безбедна. Прошло се од декаде којма се верувало да ќе европске војски да воде интервенције u korist uspostavljanja i održavanja mira u trećim zemljama. Na kraju krajeva to je iskustvo koje ima Makedonija. Kontingenti su odlazili iz Makedonije u Irak, u Afganistan, ali sada je to prošlost. Od 24. februara 2022. godine rizik od konvencionalnog oružanog sukoba je postao ozbiljna tema. Do tad, kad na raznim konferencijama, raznim stručnim skupovima i kad su čak i zatvorenog tipa pomenete konvencionalni rat, nekako to je nailazilo na nerazumijevanje. Kao pa znate, prošla su ta vremena, ali istorija ima svoje cikluse i sad smo ponovo u nestabilnim vremenima. Naravno da to ima svoje posljedice u pogledu ubrzavanja modernizacije i naoružavanja. Nešto što do jučer ste mogli da odlažete kroz duži vremenski period da kažete pa kupit ćemo kad budemo imali para. Sad je pritisak jako veliki da se kupi odmah sad. Има ли цена безбедноста? Кога се споменуваат овие теми околу модернизацијата на армиите во регионот каде што Србија, морам да признам дека предничи во своите набавки како неутрална земја, не е членка на ниеден воен сојуз во моментов, граѓаните или она обичниот граѓанин што го гледа и што го согледува, вели дека премногу се фрлаат пари на железо, на оружје. Па скапо ли оружјето или скапо е мирот? Кој од тие две работи е вистината? Nažalost, svi smo u situaciji na Balkanu da smo sad primorani da kupujemo oružje. To nije tema oko koje može da se vodi demokratska rasprava. Nema referenduma.
oko toga da li želite da modernizujete vojsku ili ne. Zemlje koje su članice NATO imaju ritam unutar saveza i podrazumijeva se da dosegnu neke jasno definisane sposobnosti. U slučaju Makedonije to je cilj da se 2026. godine ima jedan laki pišadijski bataljon. U slučaju većih zemalja to su brigade, ali pravila su ista. A Srbija je vojno neutralna, ali zato čak ima i veću obavezu da se naoružava, jer neutralnost Srbije nije međunarodno priznata. To je zapravo dnevno politička proizvoljnost. Rečeno je da je Srbija neutralna, ali to zapravo niko ne prepoznaje. Srbija je jako bliska NATO i u tom kontekstu ima vrlo snažnu potrebu da radi na razvoju vojske i na modernizaciji vojske. I na tom talasu, s jedne strane kupujete naoružanje, s druge strane postoji problem koji će ljudi raditi na tim sistemima naoružanja. Da, тоа се кадровските проблеми кои што сите армии во u svim zemljama Balkana veliki problem je regrutovati vojne profesionalce. Prestari su u odnosu na standarde koji su potrebni, znate, mlade ljude traži vojska. Nekada očekivali ste da vojnik ima 18-19 godina, sada su vojnici ljudi u zrelim godinama starosti gdje god da pogledate, od Sutle do Vardara je ista priča i sad rješenje koje na stolu pred svima je obnova služenja vojnog roka. Da, Hrvatska i Srbija su definitivno odlučile i to je sad već тоа е tema. Малку ќе ве прекинам, тоа е тема која што сакам понатаму во прашањата да поставиме и да продискутираме, да го чуеме вашето мислење околу враќањето на задолжителното служење на војни рок, но би да преидеме на оние директни прашања, би сакал уште малку да се задржиме на Србија, бидејќи ретко имаме гостин да дојде некој од надвор овде и да го слушнеме мислењето особено за Србија и за регионот. Поводека сакам едно директно прашање да ви поставам во однос на односите Приштина-Белград. Пред 10 дена се навршија година дена од оние немири кои што беа во Бањска, нападите во Бањска, загина 3 лица од етнички срби. Меѓутоа и загина еден припадник на безбедносните служби на косовската влада, на косовските безбедносни служби. Година дена подоцна, изјави без конкретни судски пресуди. Што очекувате и чиво масло беше тоа? Можете ли накратко еве за македонската јавност да кажете кој стоеше за тој напад и дали има воопшто такви сознанија? Структуре безбедности кои се оставале у сиенци. Što je prilično očigledno, jer mainstream odnosa Beograda i Prištine je nervozan, histeričan, agresivan. A to je slika koju Beograd i Priština žele da upute svom javnom mnjenju. Jer za politički centar moći kriza je profitabilna. Donosi mogućnost opravdavanja nekih poteza koji su prvi mah iracionalni. Ali činjenica je da je sa strane Srbije, od strane vlasti koju vodi Aleksandar Vučić, vrlo autoritarno i gdje zaista može da se personalizuje svaka analiza, povlače se potezi koji postepeno povećavaju kapacitet Prištine, odnosno samostalnost Kosova. U ultra desnim krugovima Srbije to se vidi kao čin nacionalne izdaje, ali najveći dio populacije zapravo se miri s time jer to je kompromis u temi za koju svi znaju kako će završiti. Ne želite da to prihvatite u savjesti, onda insistirate na nizu malih medijskih ratova. Mi smo imali jedan ritual nekoliko godina unazad u Srbiji sa incidentima do Banjske. Vrhovниот командант редовно ги праќаше српските сили на границите со и видели smo avione, helikopterите и сите сценарија, меѓутоа еве nije bilo posljedica. A Banjska je prva tačka gdje se prešla ta crvena linija. Kada što imаше žrtve. I naravno i bilo je i žrtava, to nije bila demonstracija sile, tu se pravili neki ljudi u vrlo čudnim okolnostima jer snimci koji su vjerodostojni pokazuju ljude koji nisu bili spremni za ulazak u borbena dejstva. Naravno, iz percepcije prištinskih vlasti to je upad jedne organizovane narodne grupe sa zadacima, ali vidite da tamo oruđa vatrene podrške nisu bila spojena sa ljudima, da je to zapravo jedna predstava koja je očigledno organizovana od strane nekih paralelnih centara moći i gdje prve reakcije zapravo Vučića tog dana su pokazale da je on doživio recimo strategijsko iznenađenje unutar svog sistema. Očekivali biste posljedicu. Posle godine dana, znači čišćenje redova, ali očigledno da postoji vrlo snažno uporište ljudi koji su stekli veliki novac, veliki politički utjecaj. Имаше ли надворешно мешање во оваа ситуација на некакви паравојни структури, односно или безбедносни структури од трети земји? Говорам овде за Русија.
Rusija mogla da ima motiv da se destabilizuje region, jer u situaciji u kojoj se vodi rat u Ukrajini, naravno da postoji pragmatičan odnos Moskve i da bi rasterećenje od sukoba, odnosno pritisak na NATO u pozadini NATO, dubokoj pozadini NATO, u priličnoj mjeri mogao da koristi politički, direktno, bezbjednostno Rusiji. Ali, izvesti akciju kao što je Banjska je preambiciozno. Nekome ko je bio zlonameran bilo dovoljno da nazove telefonski broj kosovske granične policije, da kaže neki čudni ljudi se kreću okolo. Znači, to je, ako postoji strani faktor, a to je jako teško dokazati, onda je morao da uradi jako malo i dobili su jako veliki politički profit, jer Srbija je bila politički u nekoj vrsti knockdowna neko vreme i sad je vrlo snažan pritisak sa zapada, insistira se na tome da se sudi ljudima koji su bili sudionici događaja, da, a s druge strane za Vučića to je veliki izazov jer u priličnoj mjeri vlast u Srbiji počiva upravo na slici o tome da šta god da radite, ako ste dio tog aparata vlasti, bit ćete zaštićeni. Možete da imate uspone padove u karijeri, ali mi imamo mnogo presedana u srpskom političkom životu u kojem neki ljudi koji su ušli direktan konflikt sa državnim vrhom na kraju nisu imali radikalne posljedice zato što je nagrada sigurnost. Vi imate partiju ko želi da se održi na vlasti i želi da stvori sliku da ste vi sigurni ako ste tu. To je priča zapravo o Radojičiću koji je bio vođa grupe, koji se u tim paralelnim strukturama oslovljava sa komandante, gdje očigledno da postoji... Prištinskite vlasti ima raspišano iz poternice i za ušte 40. Ali to je čovjek koji je isto imao prema policijskim dokumentima kojima se bavila, kojima je Srbija ranije prezentovala u prethodnim vlastima, kriminalnim radnjama u saradnji sa kolegama sa albanske strane. I upravo taj amalgam, postojanje veza, protiv prirodnih veza na prvi pogled, ali prirodnih, ako sagledavate finansijske interese, je zapravo između srpskih i albanskih političkih podzemnih struktura i kriminalnih struktura zapravo ključ za razumijevanje situacije. Postoji interes i zapravo na Balkanu, ako bismo emotivno postavili distancu i želi da analiziramo bez propagande šta se dešava, glavni problem, izvor rizika je Bosna i Hercegovina, gdje postoje institucije koje mogu da radikalizuju situaciju, a između Beograda i Prištine postoji medijski rat koji je uvek u okviru neke kontrole. Čak i Banjska nije zapravo na kraju, osim tih nekoliko kritičnih časova i prvih žrtava, eskalirala. Vrlo brzo se umiješao kvor. Меѓутоа, регионот и го доживеа тој настан како повторно разгорување на буре барот. Класична теза која што земите од регионот, меѓу кои што и Македонија, ги подигна своите безбедносни служби на едно повисоко ниво. Овдека уште едно сасемо краток одговор на прашањето во однос на изборите кои што не очекуваат во Косово. Можеме ли да очекуваме смирување на тензиите или пак да очекуваме нова Банјска? Neće biti nove Banjske, jasno je da je ta tema završena, jer od Banjske očigledno je da Beograd ima jasan signal od relevantnih međunarodnih faktora da više ne smije da bude poigravanja sa prikazima sile. Šta god da se radi mora da ostane u okviru politike, medija i od Banjske više nije bilo aktiviranja snaga Vojske Srbije koje su pred TV kamerama bile ranije u prošlosti prilici da demonstriraju silu. Nema više vanrednih televizijskih programa ni u Beogradu ni Prištini sa stvaranja atmosfere prestojećeg sukoba. Donekle je situacija relaksirana jer očigledno je da strano faktor, čitajmo velikim silama NATO, pri svega Amerikancima, dozlogrdilo poigravanje sa emocijama na Balkanu i rekli su ne, sad dosta, sada se disciplinujte, imate prostor koji vam je dozvoljen, radite u medijima što god želite, ali nemojte da to ima konkretne posljedice. Имаат ли капацитет балканските лидери да мирно седнат на маса и решаваат проблеми? Srednje sa generacije starosti, bio sam svjedok pravljenja rata 1991. godine i ne vjerujem političarima. Živio sam u zemlji za koju sam tvrdila da je stabilna i u roku od nekoliko mjeseci se urušio kompletan poredak. Sad je sve to istorija, ali obzirom na to da se na Balkanu ratovalo zvanično od 17. avgusta 1990. godine, ali zapravo prve žrtve su, da podsjetimo mlađe generacije, na tu činjenicu pale proljeća 1991. pa sve do događaja u Makedoniji 2001. godine na jugu Srbije, vodili su neki ratovi, desetine hiljada ljudi su poginule. To su posljedice balkanske politike i nemate razloga kad se osvrnete na to kako su ti ljudi funkcionisali, a mnogi sadašnji političari su kreirani u to vreme, već su tada imali funkcije, prema tome za
njih uvijek jedna velika rezerva svaku analizu šta su sposobni da urade. Тука кога сме кај политичарите и оние кои што владеа во 90-тите, меѓутоа дел од нив се и тука сегашно активни, меѓу кои самиот српски претседател Александар Вучич, изминатиот период, барем поред оние анализи кои што ги следиме ние новинарите, успешно балансира измеѓу истокот и западот во целите да ги оствари личните политички, независно дали станува збор за надворешната или натрешната политика во земја. Меѓутоа, тој редовно е на пик на медиумите, особено ние западните, каде што изминатиот период беше застапен во неколку европски медиуми, каде што вели дека онаа столица, популарно наречена помеѓу истокот и западот, не ќе може да ја седи повеќе, односно му се мора тој конечно се одлучи измеѓу истокот и западот. Neće se odlučiti, duboko vjerujem, jer mislim da je Vučić već i dugo u poziciji da igra tu igru. Ta igra je počela mnogo prije nego što je Rusija krenula u invaziju na Ukrajinu. Direktno za vojne teme je vezano, jer Srbija nastoji da pronađe reference u komunikaciji sa stranim zemljama, kupovalo je naoružanje iz različitih izvora. I tokom proteklih 7-8 godina naoružanje je stizalo iz Rusije, Bjelorusije, Kine, s druge strane iz Njemačke, Francuske, Sjeverničkih država, Belgije. Zapadno oružje, kupuvate istočno, ali ti ugovori više ne mogu da se realizuju, pritisak na Srbije je jako veliki, rusko naoružanje naravno više ne može da se kupi, bilo bi apsurdno. Kinesko je veliki problem jer do Srbije ne može doći nijedno transportno sredstvo za isporuku naoružanja bez saglasnosti zemalja koje okružuju Srbiju, a sve članice, sve susjedne zemlje Srbije, kroz čiji vazdušni prostor može da kažete просто дека Srbija se vrti kon zapadot ili vrti grb na Putin? Srbija se snažno krenula prema zapadu i mislim da presudni moment zapravo odluka da se kupi višenamjenski borbeni avion Rafale iz Francuske. Riječ o političkom potezu. Imate više savremene aviona koje mogu da zadovoljaju potrebe vojske, ali riječ o jako skupom poduhvatu gdje više nema povratka. Reč o novcu koji je neproporcionalno veliki. Prva informacija o nabavci kaže da sami avioni sa podrškom koštaju 2,7 miliona eura bez naoružanja koje tek treba da bude kupljeno. Kreditna linija koja je otvorena sa Francuskom je punih 4 milijarde eura. Doduše, nadam se da nije sve samo za program Rafale i to je obaveza od koje više nema povratka. Jasan je signal Srbije da je u poziciji da sarađuje sa NATO i osim isporuke skupih tehnologija sa dugoročnim obavezama, Srbija izvozi municiju ukrajinskoj vojsci. Токму така, преку трети земји кои што ја купуваат, тоа се западните, јавна тајна, постоја извештај. Меѓутоа овде се наведе уште едно прашање, е сега од друга перспектива, ја изгубили Русија Србија за свој партнер на Балканот? Ако се земе во предвид и она последна изјава на српскиот претседател дека можеби нема тој да присуствува на самитот на БРИКС кој што се очекува да се случи до крајот на овој месец. Русија се бори. Како го коментирате односот, сегашниот однос на српскиот претседател со рускиот претседател Владимир Путин? Кризни момент кој би очекиван. Jer pokušaj balansiranja je istrošen. Sami ste konstatovali da taj problem sjedinja na dvije stolice nije održiv u nedogled i Moskva je odlučila da zatraži jedan iskaz lojalnosti. Prilično je to nediplomatski potez jer ima formu ultimatuma. Prvo je Putin primio srpskog ministra bez portfelja Vulina, znači nerazmjeran sastanak u kojem je upućen signal o važnosti Srbije, ali poruka koja je poslana je vrlo jasna. Od predsjednika Vučića se očekuje da se pojavi pred predsjednikom Putinom i da pokaže lojalnost. Predsjedniku Vučiću bilo jasno da to ne može da učini, da neće da učini i sad je Rusija na potezu. Cijenim da Rusija neće postupiti radikalno, jer odustajanje od Srbije zapravo bi prouzrokovalo strategijsko političko povlačenje Rusije sa prostora Zapadnog Balkana. A Rusija stalo da bude prisutna i u Makedoniji, i u Crnoj Gori, i Bosni i Hercegovini. Želi da zadrži jedan paket uticaja koji jeste okrnjen, smanjen, ali postoji.
jer postoji budućnost, proći će jednog dana rat na istoku. Ali činjenica da je u Moskvi jedan tim ljudi vodio jedno vreme projekat takozvani B4, 4 balkanske zemlje koje neće biti članovi NATO, to su bili Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Srbija. 50% je u NATO, 50% je pred vratima NATO. Да, партнери за членки во НАТО. Во интерес на времето имаме многу прашања, меѓутоа би се сакал да се задржам уште на две конкретни прашања. Тоа е која е и она тема која што спомнавме на почетокот од нашиот разговор, модернизацијата на армиите. Известно е дека сите земји, независно дали се членки на НАТО или неутрални како Србија, вложуваат многу во оружјето. Која е според вас моментално највоено моќна или спремна армија во регионот и како оценувате воената способност на македонската армија? Mi na srpsko-hrvatskom govornom području imamo obsesivnu potrebu da mjerimo veličinu, snagu, to nekako ide uz mentalitet i tako da stalno mjerimo ko je jači, Srbi ili Hrvati. Ali istorija nas uči da realni potencijal odbrane jedne zemlje ne počiva na tome šta ste kupili od novog naoružanja, nego na spremnosti nacije za rat. Zapravo, moralni faktor, oduvijek i u buduće bit će taj koji određuje koliko je sposobna i srpska vojska, i hrvatska, i armija Sjeverne Makedonije. Možete da kupite nova borbena vozila, JLTV, strajkere, sve to lepo izgleda. Ali bitna emocija. Emocija u naciji, spremnost nacije da podnese teret rata. I to je zapravo nešto što je ponovo oživljena tema sa ratom na istoku. Jasno je da u Rusiji i u Ukrajini mobilišu ili primaju status profesionalca ljude koji su spremni da prihvate rizik rata, koji su spremni da rizikuju svoj život, zdravlje, da bi ispunili neki cilj. To je taj komplikovanost motiva. Mi s jedne strane pričamo o naoružanju, ali samo poređenje naoružanja, količinu vatrene moći koju može da neka vojska ostvari, možda bude popularno samo na internetu. To je klikabilna tema. Imate nekoliko medija u svijetu koji vole da mjere koliko imate cijevi, ali moral vojnika ne možete da izmjerite. A moral je taj koji određuje da li ste vi spremni da ratujete ili niste spremni da ratujete. Да се надеваме дека овие теми некаде само ќе ги говориме како анализа и дека нема да дојде до такви случаи. И сосема на крајот од вашето денешно гостување е онаа тема која што е исто така актуелна овдека во Македонија, меѓутоа и во Србија, Хрватска од неодамна, сите земји од регионот, а тоа е враќањето на задолжителниот воен рок на Балканот. На големо се применува, веќе Хрватска го врати, Србија веќе ја применува оваа одлука. Што стана? Зашто најпрво се укина оние задолжителни служење во армиите од 90-тите години, се преде на професионална армија, сега повторно се загора враќање. Исплатливо е прво прашањето и дали е потребно на земји како Македонија и останатите кои што имаат модернизирана мала армија да го враќаат задолжителното служење на рок. Jedno vreme vojnoj struci su voljeli fraze o tome kako je potrebno imati malu, visoko profesionalnu, visoko tehnološku armiju i da je to rješenje problema. Ali to je bilo primjenjivo u vreme kada recimo Makedonija slala jedan vod u Irak ili u Afganistan. Prilike su drugačije i upravo tu mora da se nadoveže na priču o moralu. Sada zapravo je novi trend priprema čitave nacije za potencijalni radikalni razvoj političke situacije. Naravno u podtekstu da se razumemo i upotrebe takvih snaga za podršku civilnom društvu u slučaju prirodnih i vještačko izazvanih katastrofa. Takva organizacija zahtjeva masovnost vojnog osposobljavanja. Zatim, očigledno je da postoji kriza u načinu na koji se pozivaju profesionalci. Vidljivo je da nijedna zemlja nema popunu koja bi bila idealna. Jako je teško držati u miru bataljon od 500, 600, 700 vojnika koji su potpuno spremni, mladi i psihofizički, znači u maksimalnom potencijalu, platiti ih toliko da budu zadovoljni i da na tržištu radne snage izaberete kvalitetan kadar. Lepo je to u frazama, lepo je to kad se napravi na nekim sastancima PowerPoint prezentacija. U praksi je to jako teško izvesti i mislim da se čitav Balkan, ali i Evropa vraćaju ka mehanizmu masovnog osposobljavanja,
rat u Ukrajini ima vrlo snažnu ulogu katalizatora u tom procesu, jer je pokazao da bez masovnosti ne možete da ostvarite ratnu popunu vojske i sad je definitivno da su Hrvatska i Srbija u tom projektu. Crna Gora je već počela sa pripremom javnog mnjenja. Меѓутоа во Македонија се начна оваа тема, но некако има некакво затише на дебатата. Што е само питање времена. Мислим да ќе Мислите ли заправо дека Македонија ќе се врати кон она задолжително служење на војска? Мислим да нема избора, да е то само сада привремено затише и одлагање и да ќе наравно за македонско јавно мијење да ускоро буде отворено питање служба грока и ту се отвара питање не колико то кошта и дали е могуќе радити, то ќе се урадити, то мора да се уради, то ќе урадити све земји региона, осим Босна и Херцеговина где ќе меѓународни фактор добро да размисли шта да уради због унутрешњег потенцијала. В Босна и Херцеговина е завршено служба грока тако што су кад су формиране пред декаду и по заеднички оружени снаге, сви млади Срби на првој заклетви кад е официр српски националности рекао да ќе чувати Босна и Херцеговина, они су требали да понове то, сви су рекли Републику Српску. Тој стави јавно мниење. Меѓународни фактор не може да игнорише да јавно мниење тако мисли, свиѓа се то некоме или не. Али тоа е Босна и Херцеговина. За Македонија. остале земје е јасно да е служба грока постало тренд, да ќе то и велики силе да предузму и да е заправо потребно на еден паметен начин припремити јавно мниење, придобити подршку и припремити војску за механизам кој е захтеван, организацијски, се ту постави многу питања. Ви имате нову генерацију која ќе дојде у војску со питањима каков ќе биде стандардот. Тоа не е генерација из време на Титове ере, кад се чутели трпели. Данас морате да испуните неки предуслови и наравно едно од главни питања е финансирање, али мислим да е заpravo трошак служба грока релативно подношливо во однос на трошкове модернизација. Речи ќу, например, Србија, где дубоко верувам да ќе нема годишња експлоатација ескадрила Рафала, далеко премашивати по циени комплетен програм служба грока. Тоа е отворено питање и друга тема која е јако битна е, то се новци кои остају унутр национална економија. Највеći до трошкова кои имате за служба грока. Но дали може конкретно Македонија и да издржи модернизацијата, меѓутоа и враќањето на задолжителниот воен рок? Ние питање дали може, мораќе. Мораќе. Ви благодарам, Александар, за вашето гостување во утринската програма на Слободен печат. Ви пожелувам многу успеси и соработки што на лично и на професионално поле. Ви благодарам уште еднаш за гостување. Хвала ваши гледалцима, где ќе веројатно неки од нив да служба рок. Се надевам и јас претходно за тоа ќе имаме дебата. Почитувани гледачи, тоа беше војниот аналитичар од соседството од Белград, Александар Радич, член на think tank организацијата од Србија, Балканска безбедносна мрежа, со кој ги слушнавте ставовите во однос на последните безбедносно-политички остварувања во регионот и на Балканот. Ви благодарам за вниманието и останете со програмата на Слободен печат.